Почитувани граѓани, смислата на поставување на извештајот на Европската комисија за прогресот на Република Македонија на седницата на Собранието го гледам единствено од аспект на релативната објективна оценка за состојбите во Република Македонија и врз основа на таа оценка да направиме стратегија како понатаму. Ние овде можеме да се измачуваме, да се убедуваме дали една оценка е дадена по заслуга на власта или пак на опозицијата, дали реално ги осликува состојбите во Република Македонија и дали извештајот ќе се прочита во целост и точно. Мислам дека би требало искреноста на дебатата да придонесе да се направи план како да се поправат грешките. И морам да не поменам дека не е голем патриотизмот ако за недобивање на конкретен датум за преговорите со Европската Унија вината се префрла само на јужниот сосед. Најголем патриотизам, најголеми патриоти се граѓаните кои сакаат во Република Македонија да се живее модерно, слободно, демократски со европските стандарди, граѓаните кои во годишниот европски извештај ќе ги прочитат укажувањата на Европската комисија што треба да се имплементираат, забелешките што треба да се коригираат и клучните проблематични точки да станаат приоритетни. За жал и од вчерашната дебата и од денешната дебата по европскиот извештај лебди констатацијата дека повторно во име на лажен патриотизам ВМРО ДПМН не сака искрена и реална анализа и повторно наидуваме на критики дека не сакаме да видиме колку е добар извештајот на Европската комисија и колку е добро да се живее во Република Македонија. И во исто време кога владата не убедува дека е овој најпозитивниот извештај на Европската комисија, факт е дека расте бројот на политички затвореници, се намалува бројот на критични медиуми, расте јавниот дол, зголемување рекорд на сиромаштија и ново задолжување на наредените деца. Се наслушавме на секакви тези за тоа дека владата на Груевски со реформите во наводници кои ги има направено, со законите кои ги има донесено, дека Македонија петата година поред добива најпозитивна препорака за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Се изнаслушавме и на тезите дека ова е најпозитивен извештај и најпозитивна препорака. И ако е така, тогаш како можеше во минатото, кога не сме биле најпозитивни, како тогаш ги добивавме препораките? И каде води сето ова и во кој правец оди државата, кога не истите тие забелешки, кои се повторуваат веќе 5 години наназад, повторно владата да остане слепа и истите да ги игнорира? Клучната изјава на Филе при објавувањето на извештајот всушност го покажува и тоа, дека со моменталното темпо на реформи, поточно со недостаток на реформи и половишниот пристап во имплементацијата, не треба да значи дека следната година нашата препорака ќе остане како и оваа година, дури и ако се надмине прашањето за името. Зошто повторно се игнорираат, заскриваат и спребатираат нотираните клучни забелешки на Европската комисија при објавувањето на извештајот? Дека треба да се зголеми капацитетот на собранието во повеќе ресурси, дека крупните повеќегодишни проблеми во функционирањето на собранието како законодавна власт и натаму остануваат. Етичкиот кодекс кој се спомнува од 2011 година па навамо никако да се донесе. Политичкиот диалог останува како голем проблем и донесувањето на закони без опозицијата и по скратена постапка е повеќе пракса отколку со случајност. Насилното отстранување на претениците и новинарите од Собраниската сала и галерија, со полицијата и сообраќајците Ставривски и Јанкуловска за време на носењето на буџетот и новото задолжување, предизвика политичка криза и направи застој во напредокот на диалогот на самите медиуми. Во кој правец оди државата? Дали е во прилог на јужниот сосед? Забелешката на Европска комисија дека затварањето на голем број на медиуми во последните години, загушувањето на разновидноста на информациите, убивањето на истражувачкото новинарство и вистината, на големо репутацијата на земјата за слобода на медиумите ја влошува. Европската комисија ни кажува дека како е можно да се прават реформи во јавната администрација кога најголема тајна е бројот на државниот апарат и дека политичките вработувања повеќе наликуваат на социјални мерки отколку одговор на потребата на самите институции. Европската комисија, особено и оваа година, е критична и на површина ја вади политиката на Груевски да се што е институција во државата биде слуга и работи во интерес на фамилијата.
Европската комисија крајно е критична за состојбата во судството и независноста на судскиот систем, со нотирани констатации за селективна правда, политички влијанија врз судиите и пресудите и квалитетот на правдата односно пресудите. Европската комисија во годишниот европски извештај има сериозни критики и забелешки и за целосно закочениот процес на децентрализацијата, на фискалната и неизвестност на општините и лошата неискористеност на европските средства преку ИПА фондовите. И мора да констатирам дека секоја година во ова исто време е веќе видена работа, но на граѓаните им е се појасно дека со ваквата политика на владата, политиката на лажен патриотизам, антиквизација, со постепена изолација, зголемена корупција, диктаторска пресметка со неистомислениците и политичките затвореници, високата невработеност, посебно кај младите кои изнесува над 145.000 граѓани, над 400.000 граѓани бараат леп во други држави, крпениот живот на македонецот полека, но сигурно станува гол живот. Почитувани граѓани, ми се чини дека многу тешко ни оди да ја убедиме власти со фактите и забелешките од Европската комисија дека народот во Македонија е сиромашен и гладен и дека тоа е повеќе од аларм да нешто реално и вистински да се преземе и направи на тој план. Како опозиција укажувавме дека секој трет граѓанин гладува, дека зголемана е стапката на сиромаштијата која изнесува на 31% сиромашни и паралелно на таа стапка оди и бројката на невработени. Зборувавме за тешката живеачка на над 60.000 граѓани кои примаат социјална помош и се на работ на екзистенцијата и реално ако се врзуваше крајот, дека е се потешко граѓаните да врзуваат крај со крај. Владата го оцени извештајот за позитивен. Дали за секојдневното живење на граѓаните позитивни се оценките дека проблемот со вработеноста не се решава и дека рапидно се намалува бројот на вработените во приватниот или реалниот сектор. Зголемен е бројот на деца што живеат во сиромашни семејства над 37%. Владата продолжува да троши ненаменски и нетранспарентно. Економскиот развој стагнира на ниво од 35% од просекот на Европската Унија. Корупцијата, забелешка за корупцијата е дека останува многу сериозен проблем. Многу подобар ќе беше извештајот на Европската Унија, а со самото тоа и животот на граѓаните, ако се земаа во предвид дискусиите и критиките на претениците од опозицијата по сите предложени закони, како и измените во сите сегменти на општеството. Всушност, нашите критики и дискусии се идентични со забелешките на Европската комисија. Но да не должам и да не кажувам добро познати работи, ќе кажам збор два и за земјоделието. Нема напредок во секторот на земјоделството, особено поради фактот дека состојбата не е променета во последните 3 години. Постигнат е хоризонтален напредок и тоа се однесува на законодавството. Но подзаконските акти и решенијата се несоодветни и дополнително предонесуваат за лошата имплементација на законодавството и тоа го знае секој кој има бар мала допирна точка со земјоделците. Значи, се уште одредени решенија се несоодветни и неконтабилни и дополнително предонесуваат за лошата имплементација на законодавството. Носењето на решенијата преку измените на законите од областа на земјоделството, познати по скратена постапка, без анализа на теренот, нетранспарентно, без мислење на стручната фела, без критика, допринесе да во земјоделието настане вистинска каша попара, земјоделците да се дезориентирани, со еден чекор напред, а назад два, наместо стагнација или развој, да кажеме, имаме пат во сите сектори. Треба и особено да се потенцира фактот дека ако минатата година Европската комисија беше критична кон платежната агенција за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, оваа година таа е сурова. Сурова е реалноста во која приближно 7,5 милиони евра се неповратно изгубени од ИПАРД програмата и тоа само благодарение на лошиот административен капацитет во платежната агенција. И на слабиот, исто така, абсорбцијски капацитет за средствата за програмите од петтата компонента на ИПА фондовите. Така да, почитувани пратеници, ако барам еднаш ги слушнавте нашите критики и ги прифативте, сега ќе расправавме за еден друг извештај, за кој што сите ќе видат дека е наш, а не да се чудиме дали е ваш или пак наш, дали е заеднички и на крајот никој да не знае кој е крив
за ваквата состојба во кои живеат граѓаните во Република Македонија. Како оди работата со извртување на вистината, повторно изгледа нашиот јужен сосед ќе биде крив за ваквата состојба. Благодарам.